Собствениците на земјоделски површини што во јуни и јули 2023 година беа зафатени од поплави и врнежи од град, а посевите им беа целосно уништени, се уште не добиле обештетување. Според извештајот и елаборатот што го изготви Комисијата за процена и утврдување на висината на штети од природни непогоди и други несреќи на земјоделските посеви на подрачјето на општина Кочани, од поплавите настрадале близу 12 хектари, главно засејани со пипер и пченка, а проценетата штета изнесува нешто повеќе од 2.300.000 денари. Обилните врнежи од град пак зафатиле површина од 82 хектари, во најголем дел засејани со пченка, пипер, ориз и лозја, а вредноста на штетата е проценета на околу 8 милиони денари. За извештаите на комисијата се дискутираше на денешната седница на Советот на општина Кочани, при што беше нагласено дека поради нова методологија што е донесена од владата, направено е раздвојување на проценките за штетите од двете елементарни непогоди. Ако ме мене лично прашат, вакво одвојување значи малку има нелогика, ради тоа што поплавата е на 23.6, на 23.7 имаме елементарна непогода град. Моментот значи на афект од водената стихија и покасно значи од штетата од градот, значи потребно е да пројде одреден период за да се види значи последицата. И тоа значи така налагаме методологијата и во интерес на тоа да земјоделците значи добијат што побрзо значи обештетување. Нема да се допишувам со комисијата на владата, него значи ќе идеме на раздвојување на одлуката и да побрзо ги добијат средствата. Инаку Советот веќе им изгласен одлуката, тогаш беше збирен извештај од елаборат, овој елаборат од поплава град заедно. Елаборатот значи изготвен од наша страна, меѓутоа значи колкав процент ќе се исплате во однос на тој елаборат, значи одлука донесува комисијата за процена на штети, што е при владата на Република Македонија. По доставувањето на извештаите за земјоделските штети од елементарните непогоди до владината комисија за проценка, одобрените финансиски средства од државниот буџет треба да се префрлат на сметка на општината. Дури потоа, таа ќе може да ја изврши исплатата кон земјоделците. Кога и во колкав износ целата постапка ќе се комплетира, засега е непознато.